Се надевам подготвив една интересна презентација за сите слушатели кои ни се придружија денеска. Значи, темата е актуелна. Состојба на сајбер безбедноста во време на пандемија. Значи, препораките на СЗО се да седиме дома. Но исто така и хакерите седат дома, па сега имаат и повеќе време да се занимаваат со работите кои нив ги интересираат. Така да, дури во ова време, компаниите не се поштедени, луѓето кои седат дома, бидејќи користат повеќе сајбер ресурси, користиме повеќе услуги, работиме од дома, така да сме сега дури и повеќе подложни на напади. Но пред да започнеме со темата, прво да кажем неколку работи за СЕМОС едукација и за мене како инструктор веќе 6 години во СЕМОС. Значи, СЕМОС едукација, 20 години на пазарот, добро познати на сите, мислам дека нема потреба посебно нешто да ги представувам. Верувам дека голем дел од слушателите и биле на некој од 327 курса кои СЕМОС ги пружа на луѓето во Македонија, во Европа, а и во светот од неодамна. Значи, тука имаме 15 училници во СЕМОС едукација, но сега веќе, кога почнавме и онлайн да работиме, веќе имаме и дополнителни 103 виртуелни училници, колку што имаме и сертифицирани тренери и инструктори во СЕМОС едукација. Значи, голем број на студенти поминале низ едукацијата на СЕМОС едукација и од неодамна отворивме центари во Београд, значи во Република Србија, и сме активни и на тој пазар. Нешто кратко за мене, голем дел некои од вас може ме знаат. Значи, професионално работам во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, инаку многу одамна завршив Војна академија во Скопје 2002 година и горчуно вие слики сега дека што се, бидејќи од пред неколку денови станавме и членка на НАТО, така да НАТО многу внимание посветува на сајбер безбедноста, нешто што е и моја задача во самата дирекција. Како што реков еднаш, работам волонтерски, значи хонорарно во СЕМОС едукација веќе 6 години и генерално ги покривам курсевите за сајбер безбедност, како што се Ethical Hacking, Certified Ethical Hacker, Certified Network Defender, Certified Incident Handler и други обуки кои се поврзани со сајбер безбедноста, поле на кое работам повеќе од 15 години. Значи, да се вратиме на актуелната тема. Времето ни е кратко, имаме многу да збориме за ова, но да почнеме од почеток. Прво да видиме што све се случува на интернет за само 60 секунди. Колку ние сме зависни денеска од интернетот. Ова е една дури и постара статистика, може би година или две, но добро ни доловува што све се случува за само 60 секунди на интернет. Кој што можете да видите од слайдот, само на YouTube за 60 секунди преку 500 сати од видео се аплодува. Преку 150 милиони мейлови се праќаат во само 60 секунди на интернет. Преку 3,5 милиони постови на Facebook се апдейтуваат. Netflix, 87.000 часови видео се гледаат. Значи, на преку 4 милиони срчови на Google се пребаруваат. Дори имаше една податок дека преку $750,000 само во 60 секунди се трошат преку интернет. И сите овие услуги се прекрасни бидејќи ни го олеснуваат животот и бенефитот е голем. Но секогаш правам една споредба, значи овие услуги или алатки да речеме, и чеканата е алатка која може да ја користиме
за различни потреби. Значи може да ја користиме во позитивна насока, но може да ја користиме и во негативна насока. Така и на интернетот секоја услуга има своја негативна насока. Значи може да работиме онлайн бенкинг, да плаќаме сметки онлайн, но хакерите истата услуга може да ја искористат за да наштетат на самата банка, да украдат пари од банката или од корисниците. Facebook поврзува илјадници луѓе, споделуваме различни работи, но истиот тој Facebook може да се користат и за лоши работи, за малтретирање луѓе, за оценување луѓе и така натаму. Но да не ложам, многу, значи како што рековме, секоја услуга си има и своја лоша страна. Затоа треба да ги согледаме и лошите страни и да најдеме начин како да се заштитиме на интернет. Да видиме што се случува денеска во време на пандемија во однос на нападите. Значи, напис од 16 март. Дури во време на коронавирусот, нападјачите не мируваат. Нападната беше болница во Брно, во Чешка, каде што се испитуваат тестовите за корона резултатите. Значи, компјутерите едноставно се гаселе сами од себе и услугите не биле достапни на болницата. И тоа нападјачите нападнале кога нема се очекува, значи во 2 часот после полноќ. И морале да ги изгаснат сите компјутери за да го останат инцидентот. А во ова време мора да имаме во предвид дека се повеќе луѓе седат дома, така да и самите компании имаат се помалку техничка поддршка, значи се помалку човечки ресурси за да можат да се справат со инцидентите. Дури и Светската здравствена организација не беше поштедена. Значи, напис од 25 март, значи само пред 5 дена, дека елитна хакерска група, така наречена Dark Hotel, и ги нападнала системите на здравствената организација. Сега некој ќе се запраша што може да се најде во Светската здравствена организација, но веројатно некој има повеќе информации, веројатно некои информации што би можеле да се искористат за уцена, за објавување лични податоци, може би некои информации што не се објавени од Светската здравствена организација и со тоа би наштетиле на целокупниот процес. Дори банките во ова време не се поштедени. Значи, техничка компанија со име Финистра била нападнена со ransomware напад. Потоа ќе објасниме што е ransomware, значи тип на малвер кој суштост ви оневозможува да работите со вашиот компјутерски систем. Сите файлови ви се криптирани и не можете едноставно да работите ништо и ве оценуваат да платите откуп за да ви ги ослободат файловите, фолдерите и самите сервиси на вашиот компјутерски систем. Уште еден напад на компанија со помош на ransomware, каде што е потврдено од пред неколку денови и за само една недела, бидејќи редовно ги пратам овие написи, се имаат случајно неколку десетици напади на различни услуги, на различни компании. Значи, нападјачите не мируваат, дури ни во оваа состојба, едноставно гледаат да си ги постигнат своите цели и не се грижат дали некој друг ќе му биде наштетено или не. Да видиме од каде доаѓаат овие закони и кои се моментално најпопуларни закони во денешницата. Значи, веќе спомнав ransomware. Ransomware е еден тип на малвер. Значи, имаме разни типови на малвери, како се вируси, spyware, значи ransomware, backdoor, тројанци,
црви и така натаму, но моментално веќе последниве години ransomware е еден од најтипичниот малвер и еден од најактуелен малвер. Дори антивирусните компании, применувајќи различни технологии, пробуваат да се справат со овој тип на малвер, но секогаш имаме нови варијации, да не речем мутации на овој малвер. Значи, едноставно, како може да се заразите, најчесто доаѓа преку спам, мейл, фишинг мейл и така натаму. Значи, каде што едноставно вие кликате на фајлот и му возможувате на малверот да се активира. Од кога ќе се инсталира на вашиот компјутер, ви ги криптира сите фајлови и едноставно вие веќе немате пристап до вашите фајлови, до вашите фолдери. Ви се појавува десктоп на вашата позадина, каде што ви тече времето и ви кажува, ви оценуваат едноставно да пратите одредена сума на пари претворена во биткоин. Тоа е многу интересно, значи денеска на интернет биткоинот е главна валута за размена за плаќање, бидејќи биткоинот е тешко да се прати, така да едноставно се кријат позади биткоинот напаѓачите. Голема е приказата за биткоинот, тоа во некое друго време. И значи, како што кажавме, немате пристап до своите фајлови, до своите компјутери. Многу ќе речат, па што имам ја да штитам на мојот компјутер, имам неколку слики и така натаму, но верувајте ми, сум имал илјадници ситуации каде што домашни корисници, баш поради тие слики, имам слики од свадба, имам слики од одмори, те молам види ако можеш да ги повратиме и така натаму, на крај сваќаме дека дури и тие слики може да бидат значени. Подоцна ќе кажеме зошто треба се грижиме за безбедноста дури на нашите домашни компјутери. Мобилни закани. Значи, мобилните телефони денеска станаа се поатрактивни и се поише се користат од корисниците. Значи, денеска луѓето се повеќе своите услуги ги извршуваат преку мобилниот телефон, него од десктоп компјутери, и затоа дори фокусот на напаѓачите се префрли на мобилните уреди. Имено, се повеќе и повеќе можеме да најдеме малвер за мобилните уреди и еднаш кога нашиот телефон ќе биде заразен, едноставно напаѓачот може да има комплетна контрола на нашиот уред или евентуално да го прати целокупниот сообраќај, како што се телефонски повици, SMS пораки, четови преку апликации за комуникација, мейлови и така натаму. Фишинг закани. Значи, фишингот е една, јас секогаш велам, old school техника, од секогаш постојала и ќе постои уште многу долго време, колку да покушаваме да ги филтрираме пораките, сепак мислам дека фишингот ќе биде долго време. Значи, самиот збор фишинг кажува, значи, рибарење. Одиме по риба, фрламе јадицата и чекаме некој да се улови. Сега имаме повеќе видови на фишинг закани, имаме генерички, оние што најчесто ги среќаваме и кои ни се појавуваат во нашиот инбокс, дури и со некој што со многу лош превод, имате обично некој линк во мейлот или некој атачмент и идејата е да некој кликне на тој линк или на тој атачмент да го отвори. Докажано е статистички дека 1 од 10 луѓе ќе кликнат. Причините се безброј, може да е незнаење, може да е љубопитност, едноставно луѓето кликаат на се што ќе стигнат, али и еден таков клик може да доведе до голема штета по нашиот компјутерски систем или евентуално ако е корпорацијски, тогаш до штета до компаниите. IoT закани се
интересен тип, затоа што се повеќе во нашите домови користиме IoT уреди и дури во нашите компании. IoT, Internet of Things, или дури има еден аналоген израз Internet of Everything, значи сензори вградени во различни уреди, како што се телевизори дома што ги имаме, камери, фрижидери, веќе имаме клими со IoT уреди, значи се што може да се уклучи на интернет. Обично тие уреди се контролираат далечински и преко одреден тип на апликации. Тие типови на апликации во зависност кој ги произведува и каде е произведено, значи најчесто имаат одредени ранливости. Овие ранливости нападачите ги користат за тие да пристапат до вашите IoT уреди и едноставно да ги злоупотребат. Пример, дома имате смарт ТВ, не сте го апдейтувале никогаш од кога сте го поставили, од кога го уклучите, имате вградена камера, вие сте свекли што имате вградена камера, бидејќи може да ја користите за комуникација директно од телевизор, но некогаш нападачите може да ја искористат таа вградена камера и едноставно да ве мониторираат се што правите од дома. Уште еден тип на закана еве да спомнеме, кој не е напишано овдека, значи ботови. Ова го спомнувам намерно, значи бот доаѓа од името робот. Значи робот нешто што е контролирано од друг. Всушност, вие сте заразени со одреден тип на малвер и напаѓачот го контролира вашиот компјутер. Но не за да ви наштети, туку едноставно за да го користи како посредник во изведување на понатамошни напади, како што се праќање на спам мейлови, напаѓање други компании и така натаму. Зошто го спомнувам и зошто ова е важно? Затоа што дори АЕК во последниот свој извештај имаше статистички покажа дека најголем број на пријави во однос на сајберни инциденти во Македонија доаѓаат од надвор од Македонија. Имено многу луѓе пријавиле дека IP адреси од Македонија напаѓаат на друго место. Всушност тоа се некои домашни корисници кои не се свесни дека нивниот компјутер има малвер и едноставно е злоупотребен од напаѓачите. Ова е уште една причина зошто ние треба да се грижиме за сајбер безбедноста на нашите домашни и лични уреди и компјутери. Доаѓаме до моментот на заштита. Сега, како да се заштитиме? Едноставно, нема сребрен куршум за заштита. Значи, нема едноставна препорака за заштита. Секогаш е комбинација на мерки и активности што треба да се применат за добро да се заштитиме. Јас сега повеќе ќе зборам за во домашна околина, што треба као основна хигиена, би рекол, што треба да имаме во предвид за да се основно да се заштитиме кога користиме одредени услуги и сервиси на интернет. Бидејќи сепак од дома, колку и да мислиме дека ништо не правиме на компјутерот, денеска се повеќе, особено во состојба на пандемија, користиме електронски продавници, користиме онлайн банкарство, користиме онлайн услуги од државата кој ги пружа, така да при нивно користење секогаш оставаме лични податоци, оставаме податоци од нашите кредитни и дебитни картички кои можат да бидат украдени и злоупотребени од некој што не треба. Значи, најдобра одбрана сте вие. Момент само да. Значи, прво фишинг мейлови. Имаме сликичката доле, реков фишинг мейлови. Обично не би ги требало да ги отвараме таков тип на мейлови. Но како да препознаеме што е фишинг мейлов? Значи, обично тоа е порака која најчесто не е наменета за вас. Зборува за нешто што вие не сте биле во допир со таа тематика во последно време. Нудат некои понуди што се премногу добри за да би биле вистини. Пример,
се добиле $1,000,000, 9 милиони наследство од Африка, Galaxy S10 за 1 денар и така натаму, значи сум имал такви случаеви, кај што ме прашувале дали да кликнам, вика за 1 денар ми нудат Galaxy S10. Едноставно тоа не може да биде вистина и најчесто ќе ве води кон инсталирање на малвер на вашиот компјутер, а со тоа и комплетна контрола на напаѓачите врз вашиот уред. Значи, како што имам тука напишено, креираат чувство на ипност, прават притисок користејќи страв, заплашување или кризна ситуација. Еве, последни примери, имаме мапата за COVID-19, каде што напаѓачи шеруваат линкови со лажни линкови всушност до мапата за COVID-19, каде што веќе ве пренасочи до некој сајт претходно ќе инсталира малвер и ќе ве редиректира кон вистинската. Значи, секогаш користете оригиналната страница за COVID-19, претходно видите каде тој линк води. Значи, мейлови кои водат кон заобиколување на стандардните безбедности процедури или нудат нешто предобро за да би било вистинова, веќе спомнавме, стигаат од пријател, изгледа како да стигаат од пријател, но не звучат сосема природно. Така да секогаш може да му се јавите. Значи, имало многу случаи, на пример, дека вашиот пријател е заглавен негде на аеродром, нема пари, дека треба му пратите на пари за да му помогне да се врати и така натаму. Но секогаш може да му се јавите на тој пријател, да го контактирате и на друг начин за да го проверите неговиот идентитет. Домашната мрежа. Значи, stay at home. Седиме дома и сега интензивно го користиме целокупниот интернет кој ни доаѓа од интернет провайдер. И колку да е тоа бенефит за нас, може да биде ризик во однос на напаѓачите. Значи, напаѓачите едноставно лесно може да пристапат до уредот преку кој се поврзувате на интернет, тоа е најчесто така наречен рутер, каде што пред најголем дел од користиците едноставно на почеток ќе го постават, ќе направат една wireless мрежа со нека едноставна лозинка и потоа не го допира. Неколку работи што треба да имаме во предвид во однос на ова. Прво, никогаш не оставајте дефолтната лозинка за пристап на тој уред. Таа лозинка може многу едноставно да се промени со пристапување до уредот и при креирање на бежичната мрежа обавезно да се избере лозинка од минимум 20 карактери. Нема да објаснувам зошто 20 карактери, но едноставно само ќе ви кажам колку подолга е лозинката, толку е појака под наводници лозинката и е потишка за пробивање. Во однос на лозинките, значи денеска сегде на било кој сервис или услуга на интернет најчесто користиме користичко име и лозинка. И најчесто користиме едноставни лозинки како што се password 1, 2, 3 извичник или слично. Тоа не би требало да е случај. Зашто? Затоа што тие лозинки едноставно се пробиваат од страна на напаѓачите. Затоа денес имаме нешто што се вика фраза, нешто што е едноставно да се запамти, а сепак е доволно долго за да биде така наречена јака лозинка. Еве имам еден пример на фраза овде. Во случајов е Скопје е главен град на Македонија. Значи, едноставно, ако се бара само големи и мали букви, може да го споиме тоа и секој збор да почнува со голема буква, имаме веќе комплексна лозинка која е тешко да се пробие. Ако сакаме да додадеме бројки, едноставно Скопје е главен град на Македонија 1960 што потсетува на земјотресот во Скопје и едноставно за меморирање, едноставно е да запомнеме и никогаш нема да ја заборавиме, или евентуално додавање на дополнителни знаци. Во случајов имам
применето тука буквата А е заменето со знакот ет или популарно кај нас мајмунче, и тоа е едноставно за памтење дека секоја буква А е заменуваме со мајмунче. А сепак оваа лозинка е многу тешка, дури и суперкомпјутер да ја пробие. Уште неколку препораки во однос на лозинките. Значи, секогаш е препорака за секој сервис, за секоја услуга, за секој уред да имаме различна лозинка или фраза. И знам дека ова е многу тешко, да користиме различни лозинки, дури и некогаш и самиот не се придржувам до оваа работа, но сепак користам некои други работи за да се заштитам, како што е двофакторска автентикација. Значи, двофакторска автентикација топла препорака од мене да ја овозможите сегде каде што е возможно. Значи, генерално сите мејл сервиси денеска овозможуваат двофакторска автентикација. Што значи двофакторска или повеќе факторска автентикација? Значи, еден фактор е лозинката, но другиот фактор доаѓа преку мобилниот телефон, може да биде преку токен или некој друг канал. Пример, Microsoft има можност каде што внесувате лозинки и после тоа ви праќа SMS, мора да го внесете кодот од SMS за да може да се најавите. Google неодамна воведе, значи, апликација каде што при секој логирање ви доаѓа на мобилниот нотификација и се додека не одобрите на мобилниот, нема да може да се логирате на компјутерот и слично. И на крај, кога збориме за различни лозинки на различни услуги и различни сервиси, може да користиме дори менеджер за лозинки. Што значи менеджер за лозинки? Значи, тоа е најчесто апликација, веб или десктоп апликација, каде што за секоја услуга ги меморираме лозинките, дори имаме и генератор на лозинки. Значи, јас ја користам апликацијата KeePass, да видиме дали можем само да ви ја во ред, да не губиме време, ќе ја прикажеме на крај. Тоа е офлайн апликација, но има и многу онлайн апликации, кои што се LastPass, First Password и така натаму. На вас е да изберете што ќе користите, со цел да не ги заборавите лозинките. Многу луѓе користат и old school техники, како што се запишување на ливчиња, но тоа лесно може да се изгуби и да не може да пристапите до услугата која користите. На крај, ажурирање, безбедности, надграби и закрепи. Ова е многу важна работа. Едноставно, под дефолт Windows-от, најчесто користиме Windows, под дефолт се апдейтува самиот со безбедностите надграби кои Microsoft не ги овозможува. Секој вторник Microsoft објавува нови безбедностни надграби и закрепи. Тоа е познат така наречен Patching Tuesday, секој вторник, се извинувам, секој вторник, и тоа е многу важно. Тука веќе ќе апелирам до луѓето што користат нелиценциран Windows, дека најчесто кога користите нелиценциран Windows, оваа опција е исклучена. Со тоа вие сте ранливи на напади и едноставно нападјачите може да се информираат за последните пропусти на самиот оперативен систем и може да ги искористат со цел да добијат пристап на вашиот уред. Истото се случува и со мобилните уреди. Значи, многу е значено да ги ажурирате што е почесто, што е можно. Бидејќи самите производители ви испраќаат најновија безбедностни надграби и закрепи, кои треба вие едноставно да кликнете кога сакате да го инсталирате. Во зависност од производителот, некогаш се почести, некогаш не се толку едноставно чести.
не би навлегувал дополнително во оваа дискусија, бидејќи времето не гази. И на крај само да нафрлиме уште неколку работи. Значи, едукација за сајбер безбедност. Многу е битно, значи и едукација на децата во однос на сајбер безбедност. Значи, многу е битно да зборуваме дома со децата какви се опасности ги демнат на интернет со користење на социјалните мрежи, апликациите за комуникации и игри и така натаму. Бидејќи децата ги гледаат само позитивните работи, само убавите работи кои доаѓаат од овие апликации, но не ги знаат заканите кои доаѓаат со нив. Затоа е многу битно да им укажеме какви се закани можат да се соочат на интернет. Сум напишал овде филтрирање на содржини и користење на анти-малвер софтвер. Значи, користење или популарно така наречен антивирус. Денеска антивирусот не е толку скап и секогаш препорачувам лиценциран софтвер за антивирусен софтвер. Значи, имаме од 500 денари па нагоре можеме да купиме најразличен антивирусен софтвер. Дори самиот Windows нуди антивирусна заштита која е прилично добар, но ако сакате некои дополнителни функции, како што е филтрирање на содржини во заштита на децата и така натаму, одредени компании ги нудат овие работи за мала сума на надокнада на годишно ниво. И секогаш е подобро она што го плаќате него она што е бесплатно. Но никако немојте да симнувате антивирусен софтвер од некој торент сајтови, бидејќи истите можат да содржат малвер во нив. Веќе спомнавме за користење на лиценциран софтвер, нешто што не можеме да се навикнеме овде во Македонија, особено за дома, но секогаш е подобро да користите лиценциран софтвер, бидејќи со самото тоа и поддршката и заштитата оди едното со друго. При користење финансиски услуги, купување преку електронски продавници, користење дебитни и кредитни картички. Треба да внимавате каде ги оставате податоците за вашите дебитни и кредитни картички. Бидејќи денеска има и така наречени лажни електронски продавници, каде што мислите дека ќе добиете поевтино производ, но подоста вашата кредитна или дебитна картичка ќе биде злоупотребена и ќе треба да поминете многу време со докажување со банката за парите да бидат вратени, ако воопшто можат да бидат вратени. Така да, во интерес на времето, мислам дека дури малце пречекорив, јас ќе завршам со презентацијата и ќе му препуштам збор на Александар. Благодарам, Ивица, многу за презентацијата. Да, тие работи се да речиме стандардни или најчестите начини кои што или да ги наречам вектори за ширење на малвер, фишинг, измамите се уште се актуелни во државата, исто и имаме секојдневно, продолжува тој тренд да имаме секој ден околу 600 македонски јавни IP адреси кои што се вклучени во напади во странство, и точно е тоа дека се уште најголем дел од пријавите до МКД-ЦИРТ доаѓаат од надвор. Се обидуваме да го подобриме процентот на пријави на напади од домашни корисници, затоа што тоа ни е многу важно за да знаеме што се случува всушност во државата. Доколку имаме некое прашање, само да напоменам дека прашање може на YouTube каналот да се поставуваат, и од тие учесници што ги имаме на Zoom состанокот.